Според последната епидемиолошка анализа на Институтот за јавно здравје, за 40% е намалена инциденцата на ширење на вирусот кај населението на ниво на цела држава со почетокот на училишната година, споредбено со ширење на вирусот во последните 2 недели во август. Согласно овие податоци, намалената инциденца на ширење на вирусот нема потреба од промена на моделот на настава, сметаат од Комисијата за заразни болести. Во оваа анализа опфатена е популацијата од предшколска возраст, основно и средно училиште и од академска возраст. Најмал број заразени има кај најмалата група, односно кај децата на возраст од 0 до 9 години, од кои има само 3,9% позитивни случаи. Во Струмица досега имало заразено 6 основци, 2 средношколци и 3 од академска популација. По градови анализите покажуваат дека во Скопје, каде има и најмногу жители, има најмногу заразени. 139 основци, 70 средношколци, 72 од академска популација и 28 деца во предшколска возраст. Позитивни меѓу овие групи има и во Куманово, 3 предшколска возраст, 5 основци, 8 средношколци и 18 од академска популација. Штип 2 предшколска возраст се ковид позитивни, 5 основци, 8 средношколци и 3 од академска популација. Во Велес 2 предшколска возраст, 5 основци, 3 средношколци и 6 од академска популација. Ресен 2 предшколска возраст, 5 основци и 3 од академска популација. Прилеп 1 предшколска возраст, 8 основци, 4 средношколци и 2 од академска популација. И во Кавадарци 6 основци, 7 средношколци и 2 од академска популација. Врз основа на овие податоци и на намалената инциденца на ширење на вирусот, како што велат од Министерството за здравство, ставот на Комисијата за заразни болести е дека нема потреба од промена на моделот на настава.